Кога зборуваме за семејно насилство, важно е да се разбере дека тоа не е само физичкото насилство. Че постојат повеќе форми. Физичко, психолошко и емоционално, економско, како и сексуално насилство. Психолошкото насилство може да се манифестира преку понижување, контрола, закани или изолација од пријателите и семејството. Ќе го спомнам овде и економското насилство подетално, кој подразбира ограничување на пристапот до финанси или целосна финансиска зависност од партнерот. Ова го нагласувам заедно со психолошкото, бидејќи еден од побитните фактори зошто жртвите остануваат таму каде што се. Жртвите на семејно насилство често не остануваат овде само затоа што сакаат. Најчесто е тоа што немаат реални услови за безбедно заминување. Најчестите психолошки проблеми кои што се регистрираат кај жртвите се страх, срам, ниска самодоверба и чувство на безпомошност. Многу често овде се развива една пасивно зависна релација со насилникот. И секако присутна е и надежда дека ситуацијата ќе се подобри и ќе се врати на почетното нормално ниво. Најпрво мора да се обезбеди физичка и екзистенцијална сигурност, а потоа да може вистински да се работи на психолошкото запитување. Само во една безбедна средина, жртвата може постепено да ги надмине овие последици од насилството, да се ресоциализира и повторно да изгради доверба во луѓето и во институции.